СДСМ ја поднесе иницијативата за оценување на уставноста на владината резолуција за мигрантите до Уставниот суд. Генералниот секретар на партијата Александар Саша Димитриевиќ ваквата одлука ја темели на, како што рече, загрозувањето на основните човекови права и токму затоа, како што велат од Бихачка, потребна била заедничка акција. Денеска СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд против неуставната резолуција на ДПМН и ЗНАМ усвоена во Собранието. Конкретно, за повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко действување на опозицијата во целост преку цензура. Од ВМРО ДПМН пак веќе се изјаснија дека резолуцијата е политички акт со декларативен карактер, преку кој законодавниот дом изразува став, но и се повикаа на трите точки содржани во нивната реакција, дека, како што наведуваа, резолуцијата е уставно дозволен политички акт, не задира во човековите права и не создава правни последици по слободата на говорот. Од владеачката партија обвинуваа пак дека токму СДСМ со ваквите чекори сее страф и паника наместо аргументи и политичка конструкција. И премиерот Мицковски денеска во изјава за медиумите порача дека е жално што опозицијската партија ја замајува, како што рече, јавноста со такви теми. Уставниот суд е тој кој што треба да донесе одлука за иницијативата на СДСМ. Јас наистина жалам што СДСМ не беше во рамките на парламентот да изгласа резолуција со која што ќе заеднички се обврземе дека било која влада да биде во Македонија, дека нема да дозволиме изградба на мигрантски кампови, дека нема да дозволиме прифаќање на било каков тип на мигранти или неуспешни апликации на азиланти. Темата за мигрантите ја отвори опозицијската СДСМ, која се повикуваше и на дел од надписите на британските медиуми и врз база на тоа доставија резолуција во законодавниот дом која не помина и не беше гласана за да се најде на дневниот ред, пошто ја напуштија седницата, но помина онаа на парламентарното мнозинство која пратениците на СДСМ ја дефинираа како скандалозна и донесена под политичко влијание и притисок.